каде што во теке истрагата и распитот на осомничените. Пред малку од таму пристигна информација и дека градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов поднесува оставка. Александар Спасовски е таму. Александар, кои се последните информации? Да, Деспина, тоа е последната информација во однос на практично и првата морална одговорност која што е поднесена во овој случај. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов пред нешто помалку од 1 час преку социјалните мрежи се огласи и поднесе, како што сам пишува, неотповиклива оставка на функцијата градоначалник на Кочани. Ова загуба е огромна, не постојат зборови што можат да ја опишат болката што ја чувствуваме сите. Тие беа наши деца. Ги познавав повеќето од нив, ги познавав и нивните семејства, а со дел од нив и бев и семеен пријател, пишува градоначалникот на Кочани во оставка Папазов на социјалните мрежи. Пишува дека е подготвен да понесе и друг вид на одговорност доколку надлежните институции утврдат таква ситуација. Пишува, мора да се истражат сите детали, да се најдат сите пропусти, а сите лица што придонеле кон оваа трагедија мора да одговараат. Јас се ставам целосно на располагање на институциите. Иако според закон немав директни надлежности во овој случај, подготвен сум да одговорам на сите прашања за се, како и за моите лични постапки. За делот, со оглед на тоа што практично граѓаните беа револтирани што тој од трагедијата до овој момент практично немаше никаква изјава за јавноста. Вели дека тоа било поради тоа што бил во голем шок. Пишува, многумина со право забележаа зошто вчера не излегов во јавност цел ден. Но тие што ме познаваат, знаат колку сум скршен и како го доживувам ова што се случи. Тешко и тешко ќе го преживеам. Работев честно и посветено целиот свој живот. Никогаш не сум ни помислил дека вака ќе заврши мојот ангажман, пишува меѓу другото сега веќе поранешниот градоначалник на Кочани Љупчо Папазов. И министерот за внатрешни работи имаше одговор прашан за тоа дали градоначалникот на Кочани ќе биде вклучен во оваа истрага. Според информациите кои што според она што го кажа министерот, тој рече дека со него веќе бил обавен разговор во текот на вчерашниот ден, меѓутоа немаше попрецизни детали. Имав можност вчера да го видам во полициската станица во Кочани. Направивме и обид да земеме тонска изјава од него, меѓутоа рече дека не сака да дава изјави за медиумите. Ја имаме изјавата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски поврзана со градоначалникот на Кочани во оставка. Началникот на Кочани во текот на вчерашниот ден беше повикан во својство соодветно и беше извршено со него соодветен разговор од страна на Министерството за внатрешни работи по насока на јавно обвинител. Доколку биде утврдено било каква не само против него, против било да се превземе соодветно. Во моментов се наоѓаме пред основниот кривичен суд во Кочани. Овде зад мене постојано се носат осомничени лица. Досега беа донесени 5 осомничени. Според она што успеав да го добијам како информација, станува збор за лица кои што работеле како патролно обезбедување. Тие велат дека не се чувствуваат виновни, себе си се сметаат за херои, велат дека спасиле неколку стотици луѓе во трагедијата која што се случи во текот на претходната ноќ. Имаме дел од овие изјави кои што успеавме да ги снимиме во моментот кога овие осомничени лица беа спроведувани пред надлежен судија. Се чувствувате ли виновни? Не. Не спасибе, кога спасибе таму Равичот, нешто дише, ако не спасибе, не си влад загираме. Ја да постојаме на постојаме на филони. Тој да го сера лекторно по мој рачунам, не мали по мој рачунам. Дали се чувствувате виновен? И бевме случајно таму од патрола, де си се чудото што се спасивме доста луѓе преку шути струи, спасивме
Ако одлучи судот дека сме криви, нека да збори. Овие аплаузи што беа на крајот на ова тонско парче доаѓаат од една група на роднини и пријатели на овие осомничени лица и тие тврдат дека станува збор за луѓе кои што се невини во ова ситуација, не сакаат да зборуваат пред камера, бидејќи како што велат премногу се потресени. Она што успеавме да го снимиме и од тие причини им го заштитуваме идентитетот. Имаме дели од разговорот што го направив со нив пред малку. Не може ти да помагаш и да дижиш и да те притворат и да ти испитуват. Океј, стави му инфузија, прегледај го, оздрави го. Донеси, испитувај, притвори, затвори, казни. Се што треба прави. Ама ти го прво, зашо сега децата ојделе, сега моето здраво и јас сега па да чекам да падне. Дишало е азбест, дишало е пластики, дишало е свашта 100 души. Дојде целиот дома. Што работеше он? Што беше, обезбедување или работеше? Што беше? Работеше, помагаше у дека ќе го викнат, помагаше. Патроли се, не се обезбедување. Да, тоа беа дел од изјавите на родителите, на роднините, на блиските на дел од осомничените. Остануваме овде пред кривичниот суд, се носат осомничени лица. Со нови информации ќе побарам ново вклучување. Доколку имаш прашања, Деспина, повели. Александар Спасовски, ти благодарам за сите овие информации. Секако остануваме да ја следиме истрагата и распитот и многу повеќе пренесуваме во следното информативно издание.